Се уште е неизвестно дали исклучените од системот за парно грејење ќе плаќаат за услуга што не ја користат. Власта како опозиција наголемо најавуваше дека ќе укине оваа давачка, но и по речиси 2 години владење се уште нема одговор. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски не можеше да каже колку точно ќе трае процесот на анализа на оваа работна група, но се надева дека до средината на следниот месец ова прашање ќе биде затворено. Рече дека корисниците кои редовно ги плаќаат сметките за парно нема да бидат оштетени со новите правила за снабдување. До тогаш исклучените од системот ќе плаќаат над 1000 денари паушал и тоа во зависност од квадратурата на станот. Ние во наредниот период, до изработката на студијата, доколку има потреба, уште еднаш ќе се видиме со представници на НОПА Саран и на БЕК, но најдобро би било да ја почекаме студијата која што ќе изготви Ману, која што потоа ќе искористиме како основа за изработка на новите правила за снабдување со топлинска енергија. И при оваа прилика уште еднаш ја користам да истакнам дека оние 53.000-54.000 потрошувачи кои до сега беа приклучени со новите правила и редовно ги плаќаат своите сметки и ги користат услугите на топлинскиот систем за енергија, на ниту еден начин нема да бидат оштетени со новите правила за снабдување со електрична енергија. Од регулатор навела дека Сдруженијето за заштита на човекови права НОПА Саран и оснабдувачите со топлинска енергија се уште се договараат околу новиот правилник. Според Бислимовски, посетите што ги направиле регулаторите покажале дека дел од граѓаните биле во право кога бараа да не плаќаат парно, бидејќи воопшто не добивале топлинска енергија. Инаку во Македонија над 12.000 домаќинства се исклучени од парно, но до стапување во сила на новиот правилник тие ќе мора да плаќаат паушален износ. Инаку владата во својата програма до 2020 година вети дека уште на почетокот на мандатот ќе донесе акти кои ќе овозможи исклучените од парно да не плаќаат за услуга што не ја користат. Досега решение нема.